Добар ден на сите. Започнува најновото издание на нашиот подкаст да зборуваме за здравјето. Овој месец подкастите ќе бидат наменети пред се за жените, бидејќи одбележуваме месец на жената и сите теми ќе бидат поврзани со проблематиките каде што фокусот ќе биде жената. Затоа ќе зборуваме и денес од еден аспект. Наш гостин, како што тече најавите, е докторка Јелена Голубовиќ Симјановски, која што во нашата клиника е специјалист по гинекологија и акушерство, така? Јелена, ви благодарам први што дојдовте. Благодарам на тебе на повикот. Да, имавте напорен ден. Еве да кажеме дека доаѓате малте не од породување. Да. Како е да се биде во оваа функција во која што сте сега вие во нашиот центар за мајка и бебе? Вака, мојата професија е една многу благородна професија, доколку некој ја сака, бидејќи знае да биде колку што е убава, толку и напорна. Меѓутоа, моментот кога ќе се роди едно бебе и кој ќе започне новиот живот, мислам дека сите маки и сите работни сати се забораваат, пошто таква среќа е стварно непроцената. Да, Центарот за мајка и бебе кај нас во клиниката постои неполни 3 години, да речеме. Вие сте тука од малте не од самиот почеток. Како го изградивте системот, еве накратко, па ќе продолжиме со темата. Така. Јас бев вработена во клиниката Жан Митрев, дури се уште бев специјализант и вработена бев конкретно за отварање на родилен центар. Неколку месеци работевме на отварањето на истиот, со многу труд, многу вложено време. Успеавме да изградиме родилна сала и акушерство во нашата болница. Во нашата болница гинекологија постои повеќе години, мислам дека од прилика 8-9 години, меѓутоа со акушерство почнуваме од 15 септември 2024 година. Да се изгради акушерство у акредитирана болница како што е Жан Митрев по JCI е стварно голема работа, меѓутоа мислам дека сега за сега тераме многу убава приказна. Така, сведоци сме на многу нови животи кои што започнаа тука, ние дел ги одбележуваме во маркетинг секторот, така? Да. Тие интересни убави приказни. Но еве денес зборуваме генерално за женското здравје, бидејќи е месец на жената. Март, конкретно за репродуктивното здравје, што вие би препорачале како доктор, колку жените треба да бидат свесни за нивното здравје, од ваша пракса како тоа се следи, колку се кај нас еве конкретно нашите мајки, сестри, баби и слично се свесни за важноста на следење и контрола на репродуктивното здравје. Така, прво, живееме еден модерен живот, што значи дека во тој модерниот живот имаме многу стрес. Така што требаме да внимаваме на животниот стил, односно да направиме баланс меѓу тој стрес, меѓу начинот на исхрана, како и редовни гинеколошки прегледи. Модерни се диети. Секоја диета може да допринесе до пореметување на целиот хормонски систем и да допринесе до многу гинеколошки проблеми. Така што мојот совет кон младите жени, како и повозрасните, да се внимава со тие диети, од друга страна и со прејадување, односно со обезитет, што е болеста на модерното време, затоа што сите тие работи влијаат врз репродуктивното здравје. Кои се најчесто грешките што ги прават жените кај нас кога е во прашање следење на нивното здравје? Дали страв, одлагање на посета на доктор? Најчесто е тоа проблем, Жарко. Најчесто е проблем. Зошто зборуваме за тоа после повеќе децении ова тема се уште е кај нас актуелна? Затоа што се уште имаме пациентки што од после породување не се појавуваат на гинеколошки преглед, што е у 21 век поразително. Чи мојот совет кон сите жени, кон женскиот пол е да прават редовни гинеколошки прегледи. Редовни гинеколошки прегледи се прават еднашка годишно. Значи не на 2, 3, 5 години, значи еднашка годишно. На тие гинеколошки прегледи не правиме само ултразвучен преглед и пап тест кој ни е скрининг за карцином на грло на матка, веќе правиме и консултација и советување за репродуктивното здравје. Затоа тие прегледи треба да бидат започнати уште во адолесцентно, односно во тинејџерски години. Значи нема потреба да се чека ни првиот сексуален однос, веќе се почнува со тие прегледи уште од раните 20 години. Да, кои симптоми се најчести кои што не смее да ги игнорираат жените и мора да се јават на својот гинеколог? Најчести проблеми што апсолутно се црвено светло, што мора да се дојде на доктор, се ирегуларни менструации.
Значи, доколку имаме доцнење на менструален циклус, доколку имаме краток менструален циклус, значи по 21 ден, или долг менструален циклус над 35 дена, доколку имаме изостанување на менструалниот циклус на 3 месеци, болни менструални циклуси, болни сексуални односи, тоа ни се некои знаци што се апсолутно црвено светло за одење на гинеколог. Исто така, вагиналните исцедоци кои може да сменат своја боја, мирис, конзистенција, сите тие ни се некои знаци што треба да се посети доктор. Да, колку е ова посебно важно за оние жени кои што сакаат да бидат или се во групата идни мајки? Така, најбитно е, затоа што секој пропуштен гинеколошки преглед може да направи одреден проблем што може у иднина да влие врз забременување, а во модерното време имаме многу голем проблем со зачнување и со стерилитети на идните родители. Да, како вие како доктор во клиниката каде што имаме развиено сите дејности комплементарни со гинекологија и кошерство, се борите и ги насочувате луѓето, мајките, жените да го најдат својот проблем, па и кога не е гинеколошки проблем. Така е оној мултидисциплинарен пристап во клиниката, како е поврзан кога е во прашање вашата дејност? Така, имаме многу среќа затоа што нашата болница има буквално сите дејности. Значи, дали имам потреба од радиолог, имам потреба од абдоминален хирург, од уролог, у нашата болница стварно сме покриени со врвни стручњаци и немаме проблем со тоа да упатам и да добие соодветна диагноза доколку не е поврзана со мојата проблематика. Така да сум многу среќна што работам во ваква болница кај што имаме таа можност. Така, и давате придонес со сите ваши ставови како млад човек пред се, како млад доктор. Кога младите девојки треба прв пат да се јават на својот прв гинеколошки преглед, како да го како што кажавме, реализираат, дали тоа треба да се проговори во семејството, во друштвото или да одберат свој матичен гинеколог? Така, јас доаѓам конкретно од Србија, кај што кај нас едукацијата почнува уште во основна школа. Се надам дека, мислам и у Македонија дека почнува, меѓутоа кај нас многу се збореше за тоа. Значи се збореше и во фамилија, меѓутоа се збореше и во школата. Учителките дури зборуваа со нас и ни дава одреден тип на едукација кај што бевме спремни дека првите гинеколошки прегледи треба да ги обавиме на почеток на адолесценција, односно пред 20 години. Како што кажавме, не е тоа само ултразвучен преглед, веќе и е консултација за репродуктивното здравје, потоа и за заштитени сексуални односи и понатаму како треба да функционира една жена. Така еве да посочиме тогаш оние што ве гледаат, што е нормален менструален циклус по однос на должина, на траење, обем, така. И слично оние што ќе не чујат, еве малце да ги ослободиме, а се во фаза кога треба да го направат својот гинеколошки преглед. Так. Менструален циклус е углавном кога ќе го поставиме ова прашање на пациентките колку ти трае менструалниот циклус, одговорот е 5 дена. Значи тоа не е менструален циклус, тоа е менструација. Менструален циклус трае од првиот ден од првото крварење до следното крварење првиот ден. Односно, од прилика 28 дена плюс минус 7 дена. Значи, тоа е битно да знаат сите млади жени и повозрасни, се разбира. Менструалниот циклус е поделен на 4 фази. Значи, првата фаза имаме менструација, која може да трае од прилика 5 до 7 дена, кај некој пократко, кај некој подолго. Потоа имаме фоликуларна фаза, која почнува од првиот ден од менструален циклус и трае све до 14. Ова е припрема на внатрешност на матката, односно слузницата, што ја викаме ендометриум, за бременост и се создава еден хормон, естроген, што влијае врз тој ендометриум. Од друга страна се лачи еден хормон, фоликулстимулирачки хормон, кој влијае врз јајцеклетката и ја спрема у иднина, односно кога ќе дојде овулација, да се испушти и да се оплоди. Потоа имаме овулација, која најчесто се случува 14 ден, кај што зрела јајцеклетка се испушта во јајцеводот и патува кон слузницата, и на крај имаме лутеинизирачка фаза, односно кај што се лачи лутеинизирачки хормон и прогестерон, и у таа фаза, доколку не се оплоди јајцеклетка, не се имплантира и не настане бременост, почнува да се лупи ендометриумот и настанува пак менструација. Што значи еден цел циклус од 28 не е она 5 дена како што го
Да, не е менструација, него е менструален циклус. Да, колку точно знаат да оценат и да ви кажат точни податоци за да вие согледате комплетната слика за пациентката? Па, углавном знаат, жените си знаат, си пратат, сега поново имаме и календари на телефони, апликации, кај што си ги пратат точно кога им се случило што и тоа е од голем значај. Значи, мојата препорака до пациентките секогаш да си водат сметка за свој менструален циклус, пошто тоа може многу да ни каже и на нас и да не насочи на вистинска дијагноза. Да, што е запознани сме дека многу често кај жените е менструалната болка како тема, колку таа е знак за нешто. Еве јас како машко не знам како тоа да го точно прецизирам, но бидејќи сме во контакт со нашите сопруги и слично, знаеме дека менструалната болка често пати и тој синдром каде што се појавува е проблеми го ремети секојдневниот живот. Така, како би помогнале вие? Најчестиот и најстрашниот женски проблем. Значи, најчесто во секоја менструација жените имаат болка, меѓутоа таа е умерена, средна болка, не ги омета во извршување на нивните секојдневни обврски и може да се купира со одредена аналгетика, со бруфен, со парацетамол. Меѓутоа, доколку таа болка трае подолго дена, доколку е со многу силен интензитет и не може да се купира со одредена аналгезија, апсолутно треба да посетат гинеколог, затоа што може да не е типична менструална болка, веќе да се кријат одредени состојби за тоа. Така што тоа е една од многу честите проблеми, времето на меѓутоа е трајање, решително. така, да, времето на трајање и интензитетот. Да. Колку треба да трае тој циклус, дали има разлика помеѓу возраста, значи што доколку една жена е во своите 20 години, а што доколку е над 40-та година? Така, имаме значи 4 фази во животот на жената. Како би ги посоветувале тука сега возрастните групи? Во првиот период од женскиот живот, односно во адолесценција, немаат углавном редовни менструални циклуси, што значи може да траат и по 21 и над 35 дена. Значи, од прилика до 3 години од добивање на првата менструација ние викаме менарха. Потоа во средната возраст на жената, углавном се редовни менструации, добиваат од 21 до 35 дена. Потоа имаме перименопауза, кај што женското тело више се припрема за оставање на менструација, исто имаме нередовни циклуси, имаме менопауза, кај што жените више немаат менструација. Така што све зависи од возраста на жената. Што најчесто открива еден рутински гинеколошки преглед? Дали е во нашата клиника или генерално зборуваме сега кај една жена, кои податоци можете вие да ги добиете како доктор од таков преглед и колку се важни во иднина за да правилно насочите одредена состојба? Така, секој гинеколошки преглед почнуваме со еден инструмент што е за секоја жена страшен, а не треба да биде така. Значи, гинеколошкиот преглед треба да биде неболен у ниеден случај, меѓутоа пријатен и да треба да трае кратко. Значи, се почува со еден инструмент се вика спекулум, кај што имаме увид во грлото на матка, значи гледаме како изгледа тоа грло, дали постојат некои промени на него, земаме пап тест, што ни прави уствари скрининг, дали жената има ризик или не од карцином на грло на матка и многу е битно тие прегледи да ги прават редовно, затоа што можеме само со едно бришче да превенираме карцином, што е, мислам, од голема важност. Од друга страна, доколку имаме одреден вагинален секрет, можеме да земеме микробиолошки брисеви или да земеме STD панел, односно панел за сексуално преносиви болести. И на тој начин, исто така само со еден брис можеме да видиме дали жената има одредени инфекции, тоа голем диапазон и на бактериски и на вирусни инфекции. Исто така се обавува во нашата болница и многу сме среќни што имаме и генетика во болницата, пошто резултатот ни стига за помалку од 24 сата. И можеме да видиме дали женава има некоја инфекција и дали и треба одредена терапија антибиотска или антивирусна. Потоа продолжуваме со ултразвучен преглед, кај што ги гледаме сите репродуктивни органи, гледаме дали жената има некои проблеми, некои цисти на јајници, потоа некои миоми, полипи и така понатаму. Да, често пати сега сите ние како општество користиме вештачка интелигенција во својата работа. Постојано први гледаме таму што ќе каже таа вештачка интелигенција, па потоа
во пракса бараме решение, колку тоа вас како доктори ви прави олеснување, колку проблем кога некој ќе дојде начитан од вештачка интелигенција. Како да одговорам на ова прашање? Значи, вештачка интелигенција колку што е добра, затоа што луѓето може да имаат увид во различити дејности, толку на нас као медицински работници ни носи проблеми. Затоа што не може све вештачка интелигенција баш да ти каже, не може све да диагностицира, а камоли да третира. Така што ги замолувам нашиве пациенти секако да се информираат, меѓутоа да имаат доверба кон својот избран лекар и да слушаат совети, затоа што тие сите протоколи што ги читаме се направени од доктори со светско искуство што правеле студии на многу поголема количина пациенти него што е воопшто нашата држава, значи на светско ниво, така што мојот совет е да се слуша лекарски совет секако. Така е, вие се доаѓате од едно родилиште кое што е, би рекол нескромно, едно од најсовремените нели во нашата држава и во регионот. Колку вас како доктор ви дава сигурност една таква опременост, амбиент, екипираност и колку е тешко тоа да се одржи постојано во таква форма, од имате секој ден различни случаи, така? Така, значи од царски рез до различни видови на бременности, вие подобро може да кажете и да објасните со што се соочувате секојдневно. Имаме стварно голема среќа затоа што во болницата имаме најсовремена опрема од ултразвук до операциони сали до интензивна нега. Би сакала да напоменам дека во последниве година дена имаме огромна среќа затоа што нашата болница разви уште еден центар, а тоа е неонатална интензивна нега. Што значи дека во нашето родилиште доколку се случи предвремено породување, ние тоа можеме да го покриеме, односно имаме каде да го предадеме детето, затоа што со нас е неонатолог доктор Рената Димитриевска, со долгогодишно искуство, така што голем битен чекор за развој на нашиот родилен центар е затоа што имаме неонатална интензивна нега. За тоа можеме да се пофалиме. Да, тоа е да речеме круната на нашиот центар за мајка и бебе. Чинам секое 10-то беше прематурно бебе. Имавме нели одбележување на оној ден кога во светот нели се одбележува денот на предвреме родените бебиња. Дали е во нашата клиника имавме изминативе 2 години потреба од такво нешто, така? Да, имавме, значи колку е тешко тоа да се изменаџира? Мислам дека најмалото бебе што ни се роди беше 29-та недела. Исто така можеме да се пофалиме со тројките што ги имавме, исто родени во 29-та недела, што сега више имаат 6 месеци и више се развиваат многу добро. Така што многу е битно, јас како гинеколог, акушер, ја водам бременоста, ја пораѓам жената, меѓутоа многу ми е битно да имам педиатриски тим за себе, пошто моментот кога јас ќе го пресечам папчаникот, обврската за бебето го превзема педијатарот. Така што сум многу среќна што имаме спремен тим и спремна опрема да можеме да обскрбиме било какво прематурно бебе. Ја споменавте поврзаноста помеѓу докторот и пациентот. Интересно е да напоменеме колку се врзуваат мајките со вас. Не конкретно со вас, со докторот што ги води во бременоста. Дали пракса е да и тој доктор да породи? Нешто зборувавме додека се подготвувавме за овој интервју. Па еве да ни го пишете тој однос, баш интересно. Така, у нашата болница се уште се трудиме да правиме персонализирано раѓање, што значи дека пациентката што ќе дојде на првиот преглед и потоа што ќе ја водиме бременоста, тој доктор ја пораѓа. Не е битно дали е на смена или не, осем ако е вон државата, докторот е должен да дојде на незиното породување. Иако не е на работа. Иако така, не е на да работа. Појасниме. Иако е 2 сабајле, иако е 5 сабајле. Дали тоа ви се случи денес? Да. Доаѓате од породување така и го започнавме разговорот. Колку е за вас тоа важно, колку е за мајката?
Па и за мене е важно, јас сакам да си ги знам моите пациентки, сакам да знам како се развивала бременоста, затоа што друго е кога ќе влезеш у родилна сала и ја познаваш историјата медицинска на пациентката, друго е кога не познаваш. Меѓутоа, уште од поголем значај е пациентката и довербата на пациентката према докторот. Јас на моите прегледи сакам да им кажам дека ние сме у една брачна врска со пациенткиве, затоа што сме у постојана комуникација и буквално за било каков проблем ни се обраќаат, не комуницираат, дали е тоа со порака, дали е со редовни прегледи, меѓутоа имаат постојан советник во нивната бременост. Да, дали таткото е негде вклучен, еве да праша. Да, тоа е моето омилено прашање. Каде и кога? Јас преферирам таткото да биде присутен на породувањето, затоа што мајката ми е многу посмирена и многу посигурна доколку си го има партнерот до себе. Значи, присуство на таткото и моментот на породувањето и таа енергија што се ствара у родилната сала не може да се опише, мора да се доживее. Така што им препорачувам на сите татковци кои имаат стомак за породување, односно да бидат присутни на тоа, да бидат присутни, пошто е стварно прекрасен момент. Да, колку сакаат татковци кај нас во Македонија да бидат присутни. Изненадително. Оти на запад гледам дека оддавна е тоа пракса, да. така? И кај нас се почесто. Да. Значи, ако кажам дека проценти на татковци што сакаат да бидат присутни се 70 према 30 што не сакаат да бидат присутни. Тоа е добар процент. Да, баш правевме статистики и мислам дека е тоа многу убав чин. Да, еве, јас сум ја изгубил таа шанса. Мислам, еве... Никад не е касно, Жарко. Никогаш не е касно. Треба да се консултирам со сопругата и како можност еве ја нудите. Така. Да. Еве, генерално при крај за овој разговор, ваш општ совет, препорака, како да се однесуваат идните жени, мајки, па и баби во однос генерално за нивното здравје, за колку е тоа важно за нив лично, како личности, како семејство, па и општество, држава. Така, да не си се забораваат себе си. Значи, и да си дадат време за себе. Да, так? Жените најчесто во целиот модерен свет се забораваат себе си, тоа е мојот совет да не се забораваат, што значи да внимаваат на своето здравје, да си одат на редовни прегледи, да внимаваат на свој животен стил, колку толку да пробуваат да го купираат тој стрес, да внимаваат на исхрана, да внимаваат на вежбање, значи не некои интензивни тренинзи, меѓутоа континуиран здрав живот и континуирана физичка активност обавезно добавуваат, така што со сите тие заштити треба да имаат добар живот и добро репродуктивно здравје. Докторка Јелена, ви благодарам за Благодарам убав позитивен разговор, посебно кога станува зборили за убави работи, каде што се раѓа нов живот. Ви посакувам успех во работата. Благодарам. Многу нови бебиња донесени на овој свет. Ве следиме и понатаму, како маркетинг тим постојано сме тука да видиме до кај сте, колку бебиња има, дали е некој интересно за објава и слично. Вие ни излегувате во пресред секој пат. Поздрав и нели до тимот, да го споменеме така, да, кој што е многу важен во целата оваа работа. И се гледаме еве за некој друг повод, за некоја друга тема, исто вака позитивно. Се радувам. Да. Ви посакувам убав ден. На нашите следачи исто така убав ден. Следете ни понатаму. Повторно ќе кажам, одбележуваме Ден на жената. Следете ги нашите социјални мрежи. Подготвуваме повеќе пакети наменети за жените, за нивното здравје. Тука сме да ви информираме, да предложите доколку сакате некоја тема да се обработи. До следното издание од мене и од тимот што го подготвува подкастот, пријатно.